гледачи, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Отворено, емисија во која се дава гласност на ставовите и прашањата на граѓаните, а која оди секој втор понеделник на програмата на 24 вести. Македонските граѓани живеат во неизвестност подолг период во очекување на исходот од политичката криза во која се најде нашата држава, а она што го привлече вниманието изминатиот период меѓу наши две емисии, тоа е изненадувачкиот интерес на Русија за случувањата во Македонија, конкретното и јасно посочување од страна на министерот за надворешни работи на Русија Лавров, каде треба да се бара намерата за дестабилизација на Македонија, тој го посочи за ова Западот, а потоа интервјуто на премиерот Никола Груевски кој рече дека определбата на Република Македонија за Европската унија и НАТО никогаш не била доведена во прашање. Другото прашање кое што е во фокусот на интересот на македонската јавност е каков ќе биде исходот од лидерските средби, каков ќе биде исходот од состаноците на кои што се прави обид да се најде барем некаков патоказ за излез од оваа политичка криза. Тука немаме конкретна информација, се држи во тајност, освен изјавата на председателот на опозицијската партија СДСМ Заев, кој рече дека може да се очекува до крајот на јуни да се најде некакво решение, дали навистина тоа може да се очекува, и сите останати прашања на нашите граѓани кои што се вечерва во студиото, ќе ги слушнете. Добро вечер за граѓанскиот форум. И добро вечер за вечерашните гости, за нашите експерти, луѓето кои што ќе одговараат на прашањата на граѓаните, а тоа се поштованиот господин Стојан Андов, поранешен претседател на Собранието на Република Македонија, поранешен амбасадор на Социјалистичка федеративна Република Југославија, почесен претседател на Либералната партија. Господинот Нано Ружин, универзитетски професор, поранешен пратеник, поранешен амбасадор на Република Македонија во НАТО и претседателски кандидат на изборите во 2009 година. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, извршен директор на Асоцијацијата за демократски иницијативи. Добро вечер. И господинот Тодор Петров, претседател на Светскиот македонски конгрес, поранешен пратеник во првиот повеќе партиски состав на Македонското собрание, кандидат за внатрепартиските избори на внатрепартиските избори на ВМРО ДПМН за претседателската номинација 2009, но сепак потоа нели партијата отиде со друг кандидат на претседателските избори. Ви благодарам на сите што вечерва бевте љубезни да одговорите на нашата покана и да одговарате на прашањата на македонските граѓани во овој навистина кризен период на нашата држава. Првото прашање го поставува Марија Секуловска. Добро вечер. Би сакала да прашам, до кога треба да чекаме за да влеземе во ЕУ и НАТО и дали ова владеачка гарнитура има намера да не одведе до ЕУ и НАТО и дали евентуалната промена на курсот на надворешната политика ќе не оддалечи од европските интегративни процеси. Благодарам. Господин Андов, со вас започнем. Повредите. Курсот кон НАТО и ЕУ во Македонија е утврден веќе од првиот состав на собранието. Декларација, мислам, беше еден од иницијаторите, беше Тодор Петров, еден од тие што ја предложија од пратениците, да одлучиме да бидеме земја да стане членка на НАТО, а што се однесува до Европската унија, таа порано беше Европска заедница и Македонија го наследи процесот за членување. Прво отвори го знаеја се пременуваше спогодбата од 1980 година заклучена на 2 април. Таа е спогодба за соработка и за трговија. Ова за соработка значише политичка соработка и таму беше меѓу другото содржано дека после 4 години од 80 година ќе се направи напор да стане асоцијативна придружена членка Македонија, а во тоа време да се правно и структурално подеси така да нови 4 години за полноправно членство. Така беше планирано и затоа е така направена таа спогодба. Се уште по таа се оди, по тој терк се оди. Значи, уште кога се отворија вратите на Европа за сите Југословени тогаш, у тоа време. Така да, тоа е една определба наша. Од друга страна, морам да кажам дека за стабилноста на Македонија
покрај ЕУ и НАТО е многу важно. Важно е, многу работи се важни, ама едно од најважните работи е и нашата соработка и пријателство со Соединените Американски држави. До сега се покажа тие дека во сите критични моменти, без оглед како нашата пропаганда тоа го представува. Имаме ние се што се кажува кај нас. Во сите критични моменти тие беа на наша страна, ни помогнаа да обстанеме. 1991 година имаше апетити да се подели Македонија меѓу Грција и Србија, тоа они го спречија. Да не ги бројам сите тие. Тоа е улогата на Меѓутоа, мислам дека во прашањето имаше, да речем, една констатација или можеби несигурност на Марија, која што вели дали евентуалното менување на курсот на надворешната политика ќе не оддалечи. Дали вие сметате дека се реални сомнежите дека станува збор за некакво менување на курсот? Па има настани што предизвикуваат да се замисли човек. Има такви настани, да не ги бројам сега, ако треба ќе ги наброиме, но има такви настани. Тоа очигледно го почувствувал и премиерот. И во тоа и самиот видел дека тоа е голема заблуда и опасност. И сметате дека ги затвори тие дилеми со тие дилеми ги затвори. Опасност е, ние не смееме никако да се откачиме ниту од НАТО, ниту од ЕУ, ниту пак од САД. Најефикасна помош имаме од САД, а материјалната помош секој, ако и собереме пари, тоа се милиарди кои дотекоа тука, дотекоа во Македонија од Соединените Американски држави, од меѓународните институции каде тие се со најголемо влијание и од Европската унија. Само грантовите се огромна сума. Ружин Павле. Значи, од 2003 година на самитот на Европската унија во Солун беше изготвена агендата дека 15 држави, вклучувајќи и сите држави на Западен Балкан, им се отворени вратите кон Европската унија. 12 години подоцна само 2 држави, тоа претходно Словенија беше и Хрватска. Само 2. Тоа е голем неуспех и за регионот и за Европската унија. Зошто е тоа така? Затоа што 3 елементи се присутни на Балканот. Тоа е, според едни аналитичари, дека е тоа судир на цивилизациите, значи судир на религиите, потоа дека постои голема криминализирана економија, висока корупција, фалсификувани извори, што денеска го откриваме практично со прислушувањата. И трето, дека Балканот повторно станува театар на ривалитетот меѓу големите сили. Тука е Русија, тука е Кина, тука е Блискиот Исток, тука е Турција, меѓутоа исто така Соединетите Американски држави. Во сето тоа Македонија како да подзастануваше, реално имаше објективен проблем со ветото на Грција, но од друга страна Македонија има и други проблеми, тоа е проблемот со демократијата и тоа што денеска не се случува, висока корупција, криминализирана политичка елита. Соединетите Американски држави и Европската унија многу се прашуваат во што е таа разлика меѓу ЕУ и САД. Постои една книга од Роберт Каган вели: американците се однесуваат како да се од Марс, богот на војната, а европјаните како од Венера, богот на љубовта. Што ќе рече дека американците живеат повеќе во еден свет на Хопс, секој му е непријател и тука потреба од директна акција, безкомпромисна, што се случи во менаџирањето на кризата во Југославија. Бидејќи да не беше таа американска решителност во Хрватска, во Босна, на Косово, па и во Македонија, каде што немаше директно интервенција на САД, но сепак постоја одредени елементи на она закана сендвич. Ако сте лоши, ние ќе ве казниме. Се мислеше на сите нешто ќе предизвикат војна. Од друга страна, европјаните се некако млаки. Тоа го гледаме и денеска. Сега овие продолжени митинзи, разговори, тоа многу ме потсеќа на распаѓањето на Југославија во 90-тите, кога постоја монотони разговори, европски тројки и така натаму, кои што се договараат дека ќе се договарат и така натаму. Со други зборови, сметам дека е неопходно едно поголемо американско присуство за да се реши оваа криза. Конечно, дали сме на пат на одбегнување во членство во Европската унија и НАТО? Да. Зошто? Затоа што ние ги изигравме евроатлантските вредности. Не е доволно да кажеш јас сум
за НАТО, А јас добро, сум што за ЕУ. мислите тогаш Потребно е за да кажеш тезите кои што се слушнаа многу овие денови дека можеби треба и дел од вината да преземе Европската унија бидејќи Македонија долго време се Точно е. држи во ходник поради една земја. Европската унија беше премногу млака, како што би реков и досега. Тоа се покажа и на случајот на Македонија, бидејќи една држава ги уценува. Меѓутоа, од друга страна, како што реков, секогаш кога сте на бродот или во некоја игра, секогаш се гледате себе си. Во случај на потонување на бродот, бегам прв, бидејќи јас се спасувам. Секој се спасува, разбирате? Секој се е собствена судбина. Во случајот на Македонија, не можете вие да ги изигрувате европските вредности, НАТО вредностите, да шурувате со еден председател кој што оди на парада заедно со Николич, кој што е Србија, се знае дека е истакнат проруски елемент овдека, тоа сите го знаеме, бидејќи од друга страна одиме председател кој што присуства на парадата, објавува пред неколку години текст, не знам, пишува Русија, чита Македонија, имаме проруски систем и на однесување. Пазете, ако зборувам за тоа, не значи дека Русија треба да ја мразиме. Меѓутоа зборувам за интересите на Република Македонија. Значи зборуваме само од тој аспект, тоа да го расчистиме. Не значи дека сме антирусофили и антируси. Ние сме само пред се македонци или граѓани на оваа држава кој што го гледаме интересот на Република Македонија. А интересот е ова што рече Андов. Членство во ЕУ, членство во НАТО, вредности зачнати уште 90-тите години. Прво, ова кога ќе го оставам за меѓувреме, а нашата преориентација јавна, стратешка, политичка, кон било што друго освен евроатлантските интеграции невозможна. Невозможна и поради внатрешни политичко етнички односи, да кажем, а и поради тенденцијата на ова општество да оди кон некои вредности. Значи, ја мислам дека е невозможно. Иако имало кај нас тенденции кои на балкански начин се покривале со економска соработка, проширување на пазарот, кода Европска унија не соработува со сите во светот. Него европската ориентација е намалена минатите години, тоа се гледа не само по реториката, по нашето присуство и присаството на европскиот менталитет и европската култура во Македонија. Тоа можете просто да го видите и по вестите. Ние не добиваме вести што се случува во Европа. Нашите централни вести се случува кога некој е конј, да кажам, скршил нога негде во југозападна Македонија, не се случува што се случува у Брисел. Културната соработка е намалена. Но и ориентацијата на буџетот на државата не ми дава до право да кажам дека европските интеграции се приоритет, затоа што тие подразбираат и финансиски импликации кои не се рефлектираат во буџетите на нашите министерства. И во интеракцијата на секретаријатот за евроинтеграции и дури и подпредседателот на владата за евроинтеграции со другите министерства. Значи, тоа е, не, само да се докажам. Така да, мислам дека и нашата искреност институционална за евроинтеграциите не е таква, а кога треба да се ставиме на позиција и на Европската унија. Дали вие ви примиле на општество кое на избори е некоректно, кое има инциденти, кое нема политичка култура, има забушени слободата на мислењето е минимизирање, медиумите се под стална извештајте на Европската комисија со години и извештајте на Европската комисија, иако имаат секоја година препорака последните 8 години, да не заборавиме нешто што нашата влада не го прави, е препораките кои се таму. Нам препораките година за година списокот на препораки ни се зголемува. И второ, која е таа успешност во евроинтеграции ако една препорака, а тоа е партизација на институциите, вам ви се протнува секоја година. Ми имаме додавка. Мислите на забелешка? Тоа се препораки. Значи имаме препораки да се сработи тоа. И секоја година бројот на забелешки и препораки ни се зголемува. И од втора страна, мислам дека нашите евроатлантски интеграции одеа добро. Значи, ние го имавме истиот спор со Грција и за време на пактот, ова договор за стабилизација и асоциација и моментот кога ни дадоа кандидатски статус. И треба малку да се вратиме кон себе си. Реалноста на Европа е таа. Европа има своји правила, има свој начин на одлучување. Ние сме тие кои сакаме, затоа што мислиме као општество дека би имале придобивки да се учлениме таму и треба да се прилагодиме и да не кажам нашата дипломатија и нашата политичка елита за внатрешно политички интереси толку ја авансираа позицијата на Република Грција
што некои нејзини ставови, некои нејзини инсистирања кои сега се малку или повеќе прифатливи за нивните партнери, пред 10 години беа неприфатливи, нит па Грција инсистираше на тој начин да ги промовира своите интереси во спорот со нас. Повреде, господин Петро. Прво сакам да укажам на почеток, бидејќи во представувањето беше така најавено. Не сум ниту адвокат, ниту апологет на ВМРО ДПМН, а не сум член ниту една политичка партија, така бев во првиот парламент како независен пратеник. Така да ова што го велам е лично моје мислење и ставови на организацијата која што чисто председател сум веќе подолго време. Значи, слушнавме оценки дека не би Слушнавме требало... оценки, да, од релевантни експерти. Јас не се сметам за експерт, туку обичен граѓанин, затоа што кога експертите ќе стокмат одлуката за членство во Европската унија и НАТО алијансата, последниот збор го имат граѓаните на референдум. И затоа тие се најрелевантни во сите експертски анализи и суди на различни интереси. То добро почнавме, господин Тандов тоа го кажа, ние уште во првиот парламентарен состав донесовме одлука за членство на Македонија во НАТО алијансата, затоа што имавме таква стратегија како парламент. Меѓутоа, во процедурите за пристапување во сојуз на држави или во меѓународни организации се пропишани со членот 120 и 121 од Уставот на Република Македонија и кога ќе дојде референдумското прашање за пристапување на Македонија во ЕУ и НАТО, во едно или одделни прашања, секако одделни, бидејќи тоа се два различни сојузи на држави, последниот збор ќе го имаат граѓаните на референдум. Што мислите вие дека не е во интерес на Македонија да пристапи до Европската унија? Ние ги преферираме евроатлантските интеграции. Меѓутоа не ги отфрламе ниту евроазијските интеграции. Она што е стратегија политика и на Европската унија. Македонија е крстосница на цивилизации во време и простор и Македонија не може да побегне од тоа што се случува на западот, но и од тоа што се случува на истокот. Светот се гради на мултиполарни основи. Американскиот унилатерализам и европскиот центризам веќе одат во едно трајно минато свршено време. Ние имаме судирени интереси на големи сили за своји сфери на влијание на овие простори и не треба да не чуди ако и Русија или Кина се интересира глобално за некои интереси на просторите на Балкана. Интересот на Македонија треба да не биде Мој став од 90-та како пратеник до денес во врска со името што сметаме главна причина за целата дестабилизација на односите во Република Македонија е државното име. И затоа велам, доколку антимакедонизмот на Грција, грчкиот геноцид врз македонскиот народ и нацифашистичкото барање на Атина на Грција се вредност за промена државното име Македонија, се вредност за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина, лично сметам дека најголемиот број македонци, држави на републиката, би гласале против пристапување на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата, затоа што ниту ЕУ, ниту НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Коментар? Прво, сакам да обрнам внимание на реалната политика. Една е работа нашите импресии за исток, за запад, за евроазијски комбинации, за европски комбинации, а друга работа е спогодбите кои веќе ги имаме заклучено. Правните акти и обврски кои постојат. Ние немаме ништо заклучено со евроазијските процеси. Тамо не сме ни наблюдувач. Тоа е една работа и тоа е, сите знаеме од Русија голема и Кина е уште поголема и уште побогата, меѓутоа тие имат собствени интереси и си ги терат тие интереси таму. И не можеме ние да бидеме оној камен што ќе претеже, со што ние ќе ги привлечеме тие нас да не примат како што ние сакаме. Меѓу себе имат расправи и помалите таму исто се така доста притисни. Тоа е нивен проблем. Ние имаме состојби кои се дефинисани со наши обврски кои сме ги подпишали. Тоа е спогодбата за стратешка соработка со Америка. Тоа е нашата кандидатура за членство во Европска унија и тоа е нашата кандидатура за влегување во НАТО.
Тоа се едни од комплекси. Другиот комплекс е однос со соседите. Тука околу однос со соседите сите треба помалку да се размислиме дали правиме арно за македонците и македонскиот народ, ако некои работи ги кажуваме на свој начин, според собствени критериуми, кои не се критериуми кои се прифатени, да речеме, у меѓународната заедница. Што мислите конкретно? Мислам дека, тоа колку е сложено, зборот геноцид. Србија не е осудија за геноцид во Хрватска или во Босна. Уште Турција не може да ја осудат за геноцид. За геноцид во меѓународните односи во Грција на македонците не станало нигде збор. Такво нешто нема. Нашите емоции една работа се, а друга работа е практичната политика низ која ние мораме да одиме. Така да, ако тргнеме ние од таму имало геноцид и тоа е наше сега да ги исправиме правдите, треба ние да спроведеме геноцид кон нив. Така ли? Немаме каде да одиме, како да им вратиме. Тие работи, мислам, водат политиката на една погрешна линија и македонскиот народ нема, со се албанците се она заедно, таа судбина ја делиме, нема тука шо. Нема толкава носеча снага да се судира, место да соработува и да се вклопува во евроатлантските интеграции. Меѓутоа, граѓаните се доста заморени од тоа што навистина долго трае овој процес, се разбира дека и внатрешните случувања во државата имаат вина за тоа и ред други работи, најмногу блокадата околу името. Би ве замолила да го слушнеме Даме Ковачевски, сите забелешки што ги имавте, ќе имате можност да ги кажете во одговорот на неговото прашање. Даме? Почитуване. Ја би сакала да поставам прашање во врска со идната геополитичка ориентација на Македонија во светот. Односно, би сакал да поставам што добивме и што би придобиле кога и официјално би станале дел од Европска унија и НАТО, и што би добиле или изгубиле кога би станале официјално дел од БРИКС и Руската федерација. Руската федерација и БРИКС. Дали може? Добро. Со вас да... Вака, ќе го се надобар, значи, со овие забелешки што господин Петрови кажа, точно граѓаниот е во центарот на одлучувањето, меѓутоа тој граѓанин беше изманипулиран, прислушуван, уценуван и така натаму. Значи, граѓанинот е девалвиран во очите на некој што владее во оваа држава. Второто прашање во однос на сигурносниот безбедносен систем. Македонија нема никаква партиципација во било какви безбедносни евроазијски елементи, како што, например, Алијансата за колективниот договор за безбедноста во која што Србија е наблюдувач, а Киргизстан, Таџикистан, Белорусија, Русија и Казахстан се членки. И ние сме далеко. Трето, Македонија е интересна за Русија затоа што единствениот простор кој што е интересен сега за Русија да дојде во Европа, тоа е Србија, порано беше Црна Гора, меѓутоа Црна Гора се приближува. Сега станува Македонија, бидејќи почувствува дека одредена дилема во рамките на политичката елита, проруски ориентација и така натаму. Што добиваме со НАТО? Прво, знаете дека сега да не ширам, бидејќи има нова руска доктрина усвоена декември 2014 година и таа предвидува многу нешта, меѓу останатото дека НАТО е најголемата закана за Русија и така натаму. Членката на НАТО значи дека во случај било која членка да биде нападната од надвор, сите членки се во вид на сојуз и одбранбено ја брана таа држава. Втора работа, како членка на НАТО, можеме да станеме исто така простор на производство на разни техничко-технолошки елементи неопходни за оружје и така натаму, како што е случајот, например, со Романија, еве сега се случува Албанија. Во однос на европските, членството во Европската унија, па гледајте го околу вас што се случува со сите поранешни држави, почнете од Полска па навак. Македонија како членка на Европската унија, па прво вие имате можности како млади луѓе дојдете да студирате, да добивате стипендии. Ајде не зборам за младите. Може да се работи таму. Не на црно. Може инвестициите, директните инвестиции влегуваат во Република Македонија.
и пред се демократијата, за која што толку многу мечтаеше оваа генерација на господин Андов, па наваму, која што се надеваше слобода на медиуми, слобода на интелектуалци, право на бизнисот да не биде уценуван, контрола на власта, независно судство и така натаму. Се тоа вредности. Плюс тоа, сте во Европа, разбирате. Светот од антиката до денес се дели на Европа и Азија. Од антиката Азија била идентификувана со тоталитаризам, со деспоти, со мачни убиства. Европа со демократија. И сега да не зборуваме понатаму, мислам има уште многу детали. Македонија мора, вашата генерација, ако не ние успееме, али мислам дека пополека влегува во таа европска игра, иако за жал Европската унија, например, самиот чин што го укина местото комесар за проширување на Европската унија е голем удар, иако малку го прокоментиравме тоа, веќе комесарот не се вика комесар како што беше Филе порано. Што значи дека до 2020 година ние ќе чекаме. И нашата единствена алтернација се евроатлантските интеграции. Во спротивно, ризикуваме да влеземе во одредени авантуристички. Прво морам да установам дека граѓаните на Република Македонија се за евроинтеграции, затоа што нема ни една политичка партија која во програма е за други интеграции и добива доверба од граѓаните. Малку е процентот паднат според денешната анкета и во оценката на тоа се, колку е подготвена државата. Се као аутрич се со многу помал аутрич него изборите. Сите политички партии кај нас кои претендираат, нели, да дојдат на власт, нели, нивна главна ориентација се евроатлантските интеграции. Ако партија не декларира корупција, антидемократија, ако политичкиот пазар е многу прагматичен. Ако има една политичка партија која е убедена дека кај граѓаните, видите, кај нас најголем процент што зела некоја партија 20% од граѓаните што гласаат. Не е повеќе. Ако било која политичка партија мисли дека може да ги собере овие 45-6% што не гласаат и дека они се со друга ориентација, сигурно ќе излезат со програма и ќе им ги земаат гласовите. Тоа е за да заклучам дека општеството кај нас е евроинтегративно, значи нема друга ориентација. Друга работа е што нашата политичка елита тоа го злоупотребува. Нашата политичка елита мисли дека најбитниот дел на демократијата се изборите, а слушаме дека и изборите не биле главниот дел, а се она измеѓу изборите е нешто што они можат да го импровизираат или да ги злоупотребат тие гласови што ги добиле. Сега, по новите прислушувања што ги слушаме, и политичкиот процес на избори може да се стави во гласње. Што добиваме? Значи, од европските интеграции малце треба само да слушнете што добиваат комшиите или што поминува Грција и како тоа би го поминала, па да не беше членка на Европската унија и на НАТО. Со атлантските интеграции искуствата на нашите први соседи, Бугарија, Албанија, Грција не ја памтим, мислам дека само господин Тандов ја памти кога се учленила во НАТО и што добила. Ја памтам Грција 85-6 година, таа беше земја во развој, или Румунија, овие се држави кои ги памтам и каде знам дека инвестициите се зголемени 20 пати. Значи не 20%, него 20 пати со самото учленување нивно во НАТО, и ако ги упоредите странските инвестиции кои ги имаме ние, во споредба со Бугарија или со Албанија, кои се членки на НАТО, значи Албанија не е членка на Европската унија, можам да ве уверам, пошто статистиката е многу сурова, дека бројките се 10 пати поголеми. Значи, тоа ми го добиваме од интеграциите во НАТО, а во Европската унија ние имаме и културна ориентација кон Европската унија. Ние не можеме кон БРИКС да се приклониме кога БРИКС е, ја разбирам и потребата од БРИКС. Тоа е потреба на големи држави кои имаат така зголемен економски развој, кои сакаат да си се избалансираат со Светска банка. Него во целата таа приказна, ниеден од тие системи, и Руската федерација, и БРИКС, немаат механизми кои со европски начин и европски шарм би заштитиле интереси на мала држава каква што е нашата. Значи, 2-милионска држава може само во
обединета Европа да си ги заштити своите интереси, својот културен идентитет, својата традиција, затоа што сме премали за другите системи. Ние ако сме само во Бразил, као општество би се изгубили, а камоли во целиот БРИКС. Значи ова е многу битно, да се укаже дека тие меанизми не се такви кои би не го овозможиле тоа што не го овозможува Европската Унија. Да си ги заштитиме нашите интереси. Видите, во однос на целата Европска Унија Грција е мала, но нивниот механизам на функционирање е таков што дури интересот на една Грција која пред 5-6 години беше под константен напад заради тоа што го прави на Македонија, можеше да го издржи само поради начинот на функционирање на Европската Унија. А соработката не е исклучена. Шведска, Данска имаат зголемена соработка со прибалтичките држави. Франција е иницијатор на медитеранскиот курс, значи затоа што таму е заедно со Шпанија, затоа што се таму присутни. Маѓарска нормално дека ќе соработува повеќе со нас, или Румунија или Бугарија. Но парадоксално е ако се стават во кантар кои се придобивките вамо или вамо. Не забораваме. Да го слушнеме Петров, имаме уште многу прашања. Имаме уште многу прашања. Ако ние сме членки на Руската Федерација, прво мислам дека внатрешно политички е невозможно. Второ, Руската Федерација подразбира оневозможување на вашето индивидуално развивање. И тоа го укажа. Ние имаме, видите, единствена држава од големите држави во Европа, која признава територијални решенија во моментот е Русија. И мислам дека тоа е дури една од причините зашто Русија се реактивира во Балканот во моментот и се труди да прави некои паралели со Украина, со начинот на свргнување на власт и така натаму. Петров, повелете. Па да не мислиме дека сека и НАТО Европската Унија е толку сјајно. Војната 2001 година не инсталира Руската Федерација, туку некои други глобални сили за своји сфери на влијание на овие простори. И јас се стопате повторувам, 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, ниту војна меѓу православните и муслиманите. Тоа беше симулирана војна на сите американски држави за да имплементираат своји глобални интереси за своји сфери на влијание на овие простори. Имате ли вие докази за од Македонија направија предворје на Калето, а од Косово направија предворје на Бонстил. И тоа што се случуваше и на Гошинце, па и во Куманово, сето тоа е инсталација на некои други туги интереси. Па и оваа аферата или скандалот со прислушкувањето. Ние да не Груевски дека не е. Мене Груевски не ме интересира што вели во моментов. Да. Јас кажам тоа што јас го знам или сум го размислувам. Добро, тој како премиер вели дека не гледа зошто тие држави би стоеле за такво дестабилизирање, бидејќи тие секогаш работеле на стабилизација на земјата. Воена база Гризли на Кодра Фура кај Танушевци. Тоа беше интересот. Инсталација на најсофистицирана опрема за прислушкување на целиот Балкан. И милиони, илјадници разговори во секунда. И сега да не чуде од каде кај господинот Залив или кај некој друг или кај некоја партиска централа ленти од прислушкувани разговори и така натаму. И затоа сметам предпоставки. Господине Петров, вие велите дека во интерес на Америка е да се затвори, во некои ваши колумни читав, да се затвори, како што велите, дупката на Балканот со прием на Македонија во НАТО и затоа е потребна влада која што ќе го смени името, така се изразувате. Меѓутоа, од друга страна има толкувања кои што велат дека Москва ја аплаудира на Грција за блокадата која што ја прави на Македонија, бидејќи таа пак на тој начин. Каде е интересот на Македонија во оваа Македонија да го затвори прашањето за името. Да го извести Совето за безбедност дека ги завршува дефинитивно разговорите. Се додека ние разговараме, ќе биеме предмет на дестабилизација или на контролирана нестабилност. Еве, јас не сум експерт, ќе прочитам едно експертско мислење. Во 2005 година идеологот на СДСМ Љубомир Данаилов Фршковски при расправа за државното име Македонија вели, цитирам, за да не импровизирам. Владата треба да го извести медијаторот дека Македонија се однесува во согласно со резолуцијата усвоена при приемот, но таа резолуција сега е исцрпена и затоа бара да биде пример од двете нации под уставното име. Завршен цитат. Според неговите толкувања на привремената спогодба Македонија има обврска да преговара, но не до краен договор, а наша добра волја да го правиме тоа ни ги затвора другите опции за решавање на проблемот, што всушност е и грчка тактика. Фрчковски сметаше дека во земјата не треба да се дебатира за името на државата, како што тоа го иницира премиерот Никола Груевски со референдум, и дека такво нешто има смисла само ако некој прифати промена на името на државата, а не претходно. И според неговите оценки, значи еден експерт, јас како обичен граѓанин,
Вели Македонија премногу толерантна спрема своите внатрешни квисленци кои отворено работат за грчките интереси, па и него кријат тоа. Се разбере, тоа беше 2005-та. Од тогаш до ден се сменја многу интереси, политики, нови простори. Меѓутоа не можеме да се дозволиме оваа дебата да преиде во тоа како ние би влегле во тие евроатлантски интеграции, со тоа што треба да се преферираме евроатлантските интеграции, да се реши прашањето за името сосема јасно според тоа како да работите во Европската унија. Име и идентитетот на нацијата. Тоа е примарен интерес. Ние немаме вечни непријатели, ние немаме вечни пријатели, ние имаме вечни интереси. Како суверена држава или суверена нација. Значи, проблемот е што немаме вечни пријатели и искуствата на нашите соседни земји кои имале вечни пријатели укажуваат на тоа дека Албанија беше и со Кина, и со Русија, сега со Америка Ама и тоа така биле натаму. вештачки времени фази кои траеле 50 години и не завршиле успешно. Стратешкиот Добро, ние се партнерство поучуваме на од вашето искуство, така Не, моето искуство е тука, али партнерството на Албанија со Америка е од 900 Имавте реплика, но молам побрзете и имаме прашање. Прво да укажам на тоа дали чиви се снимките, тоа нека му се мисли Заев, ние као граѓани треба да не интересира и што таму се зборува, затоа што тоа нас не засега. А политичките партии види кај нас се трудат секојаш да го превземат јавното мнение и се да се стави во функција на нивните интереси. Мене као граѓанин ме интересира тоа што се зборува таму и како тоа влијае врз мојот секојдневен живот. Политичките партии кај нас треба да му ја мислат кога излагаат на избори, дали ќе го надминат спорот со името, дали ќе го решат, ако удираат на гради дека ќе го направат тоа, тогаш треба да превземат обврска и да го направат. А ние као граѓани гласаме врз основа на тие програми што тие нам не ги велат. Но само да укажам на 2001. Прво, конфликтот беше внатрешен. Ние што сме бар нешто учествувале во 2001, знаеме дека да не беше присуството на нашите меѓународни партнери, а особено на американците, ние 2001, иако не бевме на ниво на Косово или Босна, ние имавме специјален представник на преседателот на Соединетите американски држави. Ние во 2008 имавме лобист, еден преседател на Соединетите американски држави. Ако некој се бавел со дипломатија, знае дека тоа е максимумот што вие можете како мала земја да го достигнете. Тоа е како одговор на тоа што го зборуваше Петров, добро. Секако е ние да сме стабилни. Американците, за жал, последните 7-8 години нема голем интерес за регионот, затоа што мислеа дека е мирен, мислеа дека оди во правилен правец, а нивната концентрација беше во други региони. Но верувам дека со нивното враќање тука... Што мислите за дискусијата за сега? Би можели понатаму да дебатирам за некои одредени работи, меѓутоа Што мислите, значи, каде се интересите на Македонија? Во една реченица. Видете, моето мислење е што моментално светот се менја, како на економски план, така и на територијален, како што гледаме со Украина. Така да широко е прашање и Власта до сега за жал не успеа да ги убеди граѓаните во придобивките од евроатлантските интеграции. Тоа го работат вака индивидуални експерти без некоја кампања. Тоа што бевте амбасадор во НАТО е друго прашање. Мислам дека е поддршката на граѓаните за членство во Европската унија. Ама тоа се мисли. Ке преидеме на она што е актуелна политичка криза. Ние би морале да преидеме на... Да не заборавиме дека ние бевме држава која доби блокада за извоз во Русија поради некои сомневање дека ние реекспортираме земјоделски производ. Значи, тоа беше во првиот момент и тоа ми е некако не ми е во колерација со ова нели загриженост моментална на се е поврзано со ситуацијата во која што се наоѓа во моментот Република Македонија. Господа, ве молам, имаме едно прашање од еден наш гледач кој што во моментов се наоѓа во Соединетите американски држави, а не замоли специјално до господинот Стојан Андов да го поставиме прашањето и ќе ни биде вовед во актуелната ситуација, односно анализата на кризата и начините на излегување од неа. Значи, вас, господин Андов, ве прашува Аце Гогов, дали во Македонија е исто како политичката криза што беше 94-98 или сега е криза од друг размер? Веројатно мисли на тоа дека и тогаш немаше, вие бевте председател во собранието известен период. Тогаш немаше опозиција во собранието, како што и сега нема опозиција во собранието, меѓутоа вели дали е оваа криза од друг размер? Тогаш фактички се удара темелите на можни кризи. И затоа после тој период од 94-98 дојде прво 2001, а после ни дојде и 2008 кога фактички почна една отворена политика, да речем, да се одвои Македонија од основниот правец на
интеграции во НАТО и во ЕУ. Според тоа, не може да се каже дека порано кој знае колку било добро, ама беше сепак, имаше граници тоа, беше ограничено сепак. Многу се почитуваше меѓународната заедница и советите, што беа таму, не можеа да се сокријат во тоа. Сметате дека сега не е така? Сега е, ако ги земите последните 2-3 години говорите на премиерот Груевски, ќе видите дека тој ги прислушува, ги преслишува, што викат, ги преиспитува и ги става на испит Америка, Германија, Франција, НАТО, Европска унија, сите тие треба пеперевка да играат пред нас. Сега за тоа сакам да кажам, да речеме, точни се овие факти, тоа што ги вика дека Америка бази распоредува овде. Зар вие мислите оти може една политика што промовира Америка на помирување, кој во Европа даде резултат? Франција и Германија за 70 години 3 пати војуваа до уништување. 2 пати германците влегува во Париз. Ако земете франско-пруската војна и така натаму. Кој можеше да помисли дека ќе биде решени проблемите во Европа, а сите други па беа сојузници или на едните или на другите, и во Европа беше општо клање, на секој праг беше. И секогаш можеше да биде последици страшни. Американците кои придонесоа пресудно за исходот на Првата светска војна и кои пак придонесоа пресудно и за исходот на Втората светска војна, и кажаа на европјаните оти ќе ми простите, ама ние веќе не ќе ми да идеме таму кај вас. Ако вие не најдете начин како ќе се помирите и ќе избегнете војна. Тоа е основата и на Маршаловиот план. И на Европската унија воопшто. Да, а потоа и на Европската унија. Сега, кој пред сите принципи и вредности? Способноста за помирување. Ние ја немаме. Ние не можеме ни дома да се помириме, уште се одмеркаме, со албанците, например, и многу луѓе се изненадени што сега албанците заедно со македонците демонстрират. Значи, истите судбини ја имат. Тоа можеме ние многу порано да го расчистиме. А да речеме со соседите, овие приказки, што ги пишуваше Фрчковски, ташно е тоа го пишуваше. Меѓутоа, знаете ли како стојат работите? Да се биде експерт кој не одговара пред никого една работа, да се биде на државна функција кој мора да преземиш нешто, е сосема друга работа. Тој беше министер за внатрешни за надворешни работи, беше кандидат за председател. Тоа не го зборел тогаш. Ова го збореше како експерт. После се променил, да. Сега, лака. Во резолуцијата 817 ние сме означени како можен конфликтен фактор во регионот. Тоест, за стабилноста на регионот треба Македонија тога е означено да го реши името, но и да ги реши и сите други работи. И ние требаше тие работи, сега ако сака формулата на Фрчковски, еве или твоја е тоа што ако е тие сакаш исто така. Фрчковски последното збори за Горна Македонија, географска одредница, тоа беше и вашиот предлог. Ајде го оставиме Фрчковски. И вашиот предлог е географска одредница. И вашиот предлог е географска одредница. Вие стратегија понудивте за тоа во собранието, така? Да. 2008-2009 година. Да, понуди. Ви мислам оти тој ќе го усвои на крајот, него ќе причекаме малку, уште малку да искашламе. Кој ќе преживее ќе раскаже. Така. Сега види, тоа оди така што ние треба да предложиме материјал и проект и барање во Обединетите нации во Советот за безбедност и да им докажеме оти ние сме ја исцрпиле политиката за помирување. И сме ги постигнале сите резултати. И сега само ја име тоа е проблем, тоа име не влијае бидејќи ние сме се помирили со сите, и со грци, и со албанци, и со бугари, и со срби, и со сите. Сме успеале да тоа не значи да ние веројатно и некакво внатрешно помирување не е потребно, дека името не претендира територијални претензии. Пред себе кој што констатирал. Тоа биди си сигурен. Се случува нешто, повторно се враќаме. Само ово да ви кажам, за резолуцијата 817. Па сега зборувате за Русија. Русија сосема ја поддржа во целина таква каква е. Таа што ни наметна фирум. Овие приказки дека овде тоа Латос често го збори и неговите таму луѓе дека
со привремената спогодба ние сме вовеле ФИРОМ. Ние ФИРОМ никогаш не сме вовеле, ама поранешна Република Македонија, поранешна Југословенска Република Македонија е привремена референца одредена тогаш додека да го ние споровите да ги решиме. Времено браќање дека траат разговорите за надминување на разликата. На разликите. Ете тоа е. Ако е тоа така, ние треба да се концентрираме зошто не оди. Добро, еве, грците се такви. Мислиме ли ние че промениме Грција, че нема Грци? Што мислиме ние? И кој не вели дека ќе нема, тие се тука реално се. Ние сакаме сега, Проблемот е во тоа што што тоа е очекуваме ние? Но и ние услов сме за реалност. придвижување на Да, и ние сме Македонија реалност. понатаму. Тоа е нешто на што се повикуваат сите политички партии на што изборите. Потоа Мислам да е и неопходно и владеачката и во опозицијската се согласија на референдум. пропаганда телевизијска и експертска да преовлада свеста дека помирувањето е клучен фактор и прво во тој контекст да престанат сите напади врз Грција, де геноциди, де ова, де она, туку да се бара и од Грција и од нас програми на приближување и соработка, разбирање, меѓусебна доверба и заедништво во НАТО и во Европската унија. Тоа сега изгледа далеко, ама го оддалечиме ние. Македонците овде го оддалечија тоа. Кога почнавме... Бидејќи тоа е жешкиот костен во рацете на политичарите кои што ќе бидат во тој момент на власт, иако никој не би сакал да го решава кога е на власт тоа прашање. Кога Александар Македонски го викнавме, се свртивме назад до Александар Македонски. Нас не терат, гледајте сега и напред гледајте. Тоа гледајте. А ние одиме тамо негде пред 2,5 години. 2,5 години. Така да... Кратко, само господин е Ружин, за да одиме на следното битно Околу прашање. кризите. Мислам дека многу поспоред, а веќе кога зборуваме за кризи. 2001 беше интензивна криза на меѓуетнички план. Меѓутоа, ова криза што ја живееме е криза која што се вткајува 9 години. Она е многу помасовна и многу потешка за искоренување. А овие теории на заговор дека американците ја созделе битката, војната, мислам, тоа е смешна работа, затоа што токму американците се најголеми поддржувачи на Македонија. За малку во 2008 ќе влеговме, меѓутоа тука Европа се спротистави, значи во НАТО. Освен тоа, благодарение на американците, таа криза беше менаџирана на перфектен начин и доведе до Охридскиот договор. Некој не се задоволни од тоа, меѓутоа Македонија е факт дека дел од етничките заедници живеа во една неповолна, би рекол, уставна позиција и со промените од 2001, мислам дека Македонија воведе една оригинална мултиетничка демократија која што во иднина, како што ќе растат генерациите, ќе бидат горди на оние луѓе кои што во 2001 ја создава. Ама господине Ружин, по ваша логика, ние ќе влеземе во Европската унија 93-та година да не отвореше собранието Лисабонска декларација. Да прифативме име кој нема да го стореше зборот Македонија. Уште тогаш ќе влезевме. Така Уште не? тогаш нема да влезевме сигурно, бидејќи првите влегувања почна некаде многу подоцна, 10 години подоцна. Меѓутоа, видете, што сакате да докажете? Дека има Македонија. Ја, на пример, нема македонец камен на кој што сопнување не за сака да го евроатлантските интеграции се содржи името на државата Знаете што? и идентитетот на нацијата. Што мислите дека јас сакам да го дадам името или некој друг од македонците сака да го даде името? Никој не сака. Меѓутоа, постои нешто што се вика уметност во политиката, што мора да се сноѓате политичарот, затоа го избрал народот. Свитка И на ово што кичма. 9 години овдека царува, тој требаше да сега да го реши прашањето, а не да се појавува тука само Може ли да ја слушнеме да се Јована бави со- Антоновска, ве Не, само молам? да го кажам. Прво, кај нас многу малце се почитува договор за стратешка одбрана. Знаете колку држави во За свет? стратешко партнерство со САД, мислите? Да, за одбрана е тоа. Знаете, ние сме една од ретките земји кои тоа го има, а колку што знам, ја многу малце, 3 мислам, или 2. Значи, тоа е нешто што вие треба да го промовирате. Ние првпат оваа година по медиуми слушаме за тоа. Значи, за тоа и не се збори. Пред 7 години, 2008 е тоа. Мислам, не е баш. Не, се минимизира. Рака на Второ, срце. за Тоа мен беше утешна награда што не влегов Ама на НАТО. тоа е стратешка, и тоа беше и на утешна иницијатива награда. на Џорџ Буш. А што е Да, да. направено? Да ја Прашате имаше- ме, што предвидува тој договор, знаете ли? Значи, нашиот територијален интегритет е заштитен со гаранција на Соединените американски држави. Сега не можеме и да се правиме на улави дека тоа не е нешто што е битно. Не, Ние знаеме, Добро, да они не има навлегуваме. таков договори се една мала држава во многу нестабилен регион кој ги штити па неколку
Ја гарантира стабилноста на Република Не Македонија. внатрешна. Да, потоа вниманието кон нашата држава за внатрешната, од надворешната. страна на тој стратешки партнер И второ, драстично се многу намали. им е лесно на нашите политички елити, знаеш. И ја овде не зборам као политичар, ја дури не сум бил ни по тие јавни, нели, задолжителни позиции. Многу нам ни е лесно овде. Ја можам сега да кажам, ба не доаѓа во предвид ништо, бе. Ние ќе го тераме нашиот интернет, но тоа има, ако некој ги раководи институциите, тоа има рефлексија врз живот на секој граѓанин во оваа држава. И ако тој превзел обврска Така. преку гласот, он таа обврска мора да ја спроведе. Па нека е уметник, нека е маѓионичар или нека не се удира во гради дека ќе не учлени во Европска унија или НАТО. Ако не знае како. Така. Јована Андоновска, повелете. Добро вечер и од мене. Веќе почнавме да слушаме најавување за можна разрешница на кризата набрзо. Така. Односно пред извештајот на Европската комисија. Сега, дали, без разлика дали кризата ќе се разреши или не до извештајот на Европската комисија за Македонија, како актуелната ситуација ќе влијае на истиот и дали успешното разрешување на оваа состојба која не снајде моментално ќе не искаче скалило погоре во интеграцијскиот процес и ќе не созре за спроведување на конечно спроведување на препораките на Европската комисија. Благодарам. Убаво прашање. Ружен? Една минута. Значи, Македонија има проблем со демократијата и со функционирањето на политичкиот систем. Што ќе рече? Опозицијата ја нема соодветната позиција, односно да биде респектирана од страна на власта, како што и припаѓа според уставот и според сите демократии. Медиумите ја немаат независноста како контролор на власта, бидејќи власта мора некој да ја контролира, како што вели Монтеские. Таа е првата контрола е поделбата, извршна, судска, законодавна. Судската власт сите ја бришат, граѓаните, зашто вели Петров, никаде ги нема, бидејќи се уценети, уплашени и така натаму. Значи, оваа криза, доколку се реши, ако не се претвори во реваншизам, бидејќи тоа е една од опасностите за која што малку зборуваме, реваншизам кон секого, ти беже во тој систем сега ќе платиш. Не. Оваа криза треба да биде поука за напредокот на демократијата, на слободниот бизнис, на слободна иницијатива, да луѓето да не мора да плаќаат затоа што Груевски рекол дека тој мора да плати или оној таму, не знам, ја на Киевски да му се руши на Фијат-Цановски комплексот и така натаму. Разбирате, нам ни треба слобода, независност и уставно функционална држава со праведни, легални избори. Власта не сака опозицијата да земе да ја подари некој. Само сака нормални услови и секако на телевизијата, што е денеска е катастрофа. А да не зборам за јавниот обвинител и така натаму. Прво, ја мислам дека одреден степен на созревање веќе го поминуваме као општество. Знаете, во политичкиот дискурс се појавува и трети играч, значи граѓаните. Додуше и као зачетник на оваа граѓанска мисла се земаат некои потези кои нашите студенти, например, ги направија и докажа. Граѓаните се веројатно тие што нема да дозволат да се случи овој реваншизам и што ќе бараат механизми кои што ќе треба да исклучат се таа направи можност. дистинкција. Јас се сложувам со Нано дека реваншизам не треба да има, но одговорност секако дека треба да има. Злоупотреба на И власта, таа да речеме. одговорност не треба да се избегнува и као општество не треба да избегнуваме, затоа што ќе ни остане табијат, нели, во иднина, па да не сме одговорни. Но верувам дека као општество созреваме и тоа што господин Танов укажа дека има заеднички протести, имаме заеднички структури кои укажуваат на заедничките потреби на ово општество. Ја мислам дека меѓуетничките тензии ни минатата година не беа толку нагласени колку беше меѓуетничката апатија дури. Значи, немаше ни интеракција помеѓу заедниците, да кажам дека елитите се трудеа да било која интеракција ја промовираат од негативен аспект, да тоа беше невозможно. Сега гледаме дека тој граѓански глас е доволно зајакнат да може и аргументирано да ги одбие тие тенденции, да било која граѓанска иницијатива или граѓанско мислење се стопира од овие политичките елити. Второ, мислам дека меанизмите кои граѓанските иницијативи ќе ги промовираат, за да ова више никогаш не ни се случи, нема да имаат
конекција само со одговорноста, туку ќе имаат и со некои меанизми кои нам као општество ни се потребни, затоа што за жал немаме ми толку развиена и политичка свест или морални етички вредности на нашите политички елити, да секогаш зависиме од нивната добра морална волја. Така да верувам дека граѓанскиот сектор и граѓанската мисла ќе се вклучи поактивно кога ќе дојде до помирувањето или до некој компромис, а јас сум од тие што веруваат дека компромисот е неминовен и тој ќе се случи брзо, затоа што алтернативата на тоа е толку нејасна што ние како општество ќе имаме проблем со децении после тоа да го лечиме. Петров? Јас сметам дека корупцијата не е производ на актуелната власт, туку има корени од дисолуцијата на поранешна СФРЈ. Да, за некои и од тогаш. Значи, прашањето дали оваа ситуација ќе не созрее нас како... Воведовме криминална приватизација и го криминализиравме општеството целосно, од почеток. И се ова се само така рефлексии на еден процес во кој жртва беа сите граѓани. Да не вратиме, да не го враќаме тракалото на нас, да кажеме како се трансформира банките, кај што се главните играчи во бизнисот. Меѓутоа, дали оваа ситуација сега ќе ја созрее државата, ако добро го разбрав? Ние имаме за жал. Не, можете да се вклучите слободно да појасните доколку сакате, за да не губиме закон време. за регистрација на политички партии, а немаме закон за политички партии. И затоа ни се случува авторитарност, кога определена елита со превртена пирамида ќе освое власта, автократското однесување во партијата го пренесува во државната администрација и така владе со државата, односно со сите граѓани. Но дали е дојдено времето со тоа да се заврши? Па јас сметам дека и ова прислушкување покажува дека носителот на јавна функција нема само привилегии, туку пред се обврски и одговорности. Што истрчуваш на јавна сцена, не можеш да кажеш јас сум дома ваков, ама во јавноста ќе бидам поинаков. Ти ја губиш приватноста и секаде, во секое време си истиот. Повелете? Во ред, добро, господин Андов. Мислам од прашањето стое што денес може да се направи. Вака, иначе сите убаво ги опишуваме состојбите, тоа е многу точно, ама вамо има некој тајминг кој е одреден, да кажеме, од политичките практики, да речем, во Европска Унија, сега, например. Сега се менува, на крајот на месецот се менува председавачот на Европската Унија. Ќе дојде нов председавач. Овој председавач треба по сите поважни прашања за Европската Унија да одледи оценка и предлог како ќе биде. Се изборивме со нашата веројатно заостанатост политичка и недостаток на демократија, ние да бидеме едно од важните прашања на Европската Унија и не можат они да не дадат мислење, да не дадат ни оценка, ни иднината како да ни биде што ќе се прави понатаму. Сега во негде 20 јуни, кога е тоа? 21 јуни е таа. Така да не може да мине тој самит, а да не утврдат што е направено и што треба се прави. Мислам оти Европската Унија нешто ќе стори, што е таму, како ќе стори. Меѓутоа, мислам оти таа нема да се откаже стратешки и покрај ова се што ни ставила забелешка за недостаток на демократија, за правосудството кое е под команда на извршна власт, за медиумите кои се од магнати и од владата подкупени и корумпирани и така натаму и така. За овој јавниот медиум кој е сервис на некои канцеларии од владата и така натаму. Основните човекови права, право на фер избори, право на гласање, право на еднаквост на гласот и на едниот и на другиот и така натаму. Сите тие работи мора да или ќе ги решиме, или ќе ни ги решат. Ако сакаме да останеме на овој пат. Ако ни го решате, потешко. Дали ви, господин Ружин, очекувате до крајот на јуни да се разреши ситуацијата, како што имаше една назнака во изјавите јавни на Заев? Дали може да се верува? Кај мене постојано се менува тоа, мислам, тајмингот кипроко, знаете. Ако се случи тоа, ќе биде до тогаш.
Како што поминува времето. Мислам дека владата и Груевски настоја да добие во време. Настоја во време бидејќи смета дека до септември-октомври ќе добие доброи позиции. Не му е гајле тоа. И како кажува нешто, јас на него воопшто не му верувам прво тоа што ќе каже, така што тој се го гледа сега сопствениот интерес бидејќи се бори за сопствената кожа. Него не го интересира Македонија во овој миг. Тој сега сака да се спаси бидејќи му висат кривични пријави и така натаму. Нормално во еден таков контекст бидејќи располага со моќна сила, со луѓе и така натаму, кои што се пирамидално поставени, тој настојува најнапред да добие во време. Многу зависи од тоа што ќе направат. Утре пак верувам дека, мислам убеден сум дека ќе биде пак уште една неуспешен состанок, меѓутоа мислам дека имам повеќе доверба во една решителност на американските сојузници во смисла на нивната дипломатска решителност, бидејќи состојбата е доведена во таква, ова лимбо состојба создава кризи, создава меѓуетнички кризи, создава, иако велиме не беше таква, меѓутоа народот е веќе, знаете што, исчекувањето е најтешката и најлошата психологија на секој колектив и на секој поединец. Затоа се бара брзо решавање. Јас порано во една изјава реков ќе бидам среќен ако се реши до крај на годината. Меѓутоа сега би бил несреќен кога би се чекало уште толку долго бидејќи не се знае што би било. Но факт е дека тој ќе биде натеран да направи преодна техничка транзициона влада во најбрз курс, најбрз рок, затоа што политичката елита, целиот сите граѓани ангажирани, целото општество е политизирано и изчекува некоја промена. Изјавата на премиерот практично сме Македонија пред една кадифена, нова кадифена револуција која што мора да се деси на еден мирен пат. Ќе побарам конкретен одговор на последното прашање на Искра Мануиловска што оди во оваа линија, меѓутоа конкретно да го слушнеме. Искра? Јас моето прашање ќе го упатам до сите присутни панел говорници, а тоа е според вас кој е најдоброто можно решение за излаз од оваа криза? Кој е најдоброто сценарија кое што лидерите на политичката сцена во Македонија може да го создадат, а при тоа, да речеме, цивилниот сектор да не биде пренесен жедан преку вода? Значи, што ќе биде во интерес на граѓаните, ако добро ве разбирам, бидејќи се знае дека од еден компромис и двете страни ќе бидат незадоволни во одредена мерка, кој би било реално прифатливото решение? Само извинете, имаме уште 4 минути до крајот на емисијата, тоа ќе биде еден круг и ве молам концизно. За мене решение безусловно враќање на опозицијата во собранието. Тоа е прв чекор за надминување. А не е толку неподносливо да сметаме дека овие се корумпирани и со нив воопшто не треба да разговараме. Затоа што и она и УЧК има некоја друга квалификација, па со нив коалицира и СДСМ и ВМРО ДПМН. Решението на сите проблеми е собранието. И затоа сметам безусловно опозицијата мора да се врати. Но што би се случило ако СДСМ е место ВМРО во владата? Па ВМРО ДПМН или некоја друга партија ја репрезира истата состојба пред собранието или владата. Нестабилност понатаму доколку на некој практично го ставаме општеството во една стресна состојба, институциите никош да не проработат за да ги решаваат проблемите на граѓаните. Ние ако имаме перманентно избори, администрацијата не работи, тендерите не се реализираат, администрацијата едноставно глуве, не одговара на барањата, што се е во неизвестност, во ичекување. Затоа нормални демократски општества прават избори на 4 години. Видовме се што кажа, сметам дека опозицијата тоа треба да го процесуира во судските власти, во надлежните органи, доколку постои одговорност, а веќе е пресудено, нека направат ревизија, доколку има одговорност кај некој носител на власта, нека се побара одговорност пред надлежните судски истражни органи. Меѓутоа не да го држиме општеството во една перманентна неизвестност, како што тоа сега се случува. Јас бев пратен во собранието, господин Танов беше председател на собранието. Не ми се допега мислењето на 120 пратеници, ќе седам на говорница, не ја напуштам. Едноставно ќе ги покршам микрофоните, не дозволам друг да дојде до неа. Која ќе биде одбраната на мнозинството? И во една парламентарна институција, освен меко потиснување надвор од салата, за да може другите нормално да работат. Што видите ви, но? Прво, мислам дека опозицијата секако дека се врати у парламентот, но за тоа треба некои предуслови. Ја мислам дека предуслов на тоа ќе биде политичкиот договор. Мислам дека во оваа ситуација кога врз основа на тие разговори што ги слушаме ми е довербата на граѓаните во еден голем број на институции е
минимална, секако дека решение би било некоја преодна влада која во тој период, затоа што најлесно сега ќе се договорат тие да направат предвремени избори, па пак да влеземе во истиот циклус, како што сме влегувале со години наназад. Значи некоја преодна влада која според мене би требала да е составена од луѓе кои не се партиски експоненти, кои има своје политичко мислење, би биле прифатливи за политичките партии, но преку еден процес на враќање на довербата на институции, преку интервенција во тие институции и секако преку законски решенија кои ќе треба да бидат дел на тој политички договор. И тука подразбира механизми кои би допирале и до тоа дека владата не би смела да финансира приватни медиуми на овој начин како го прави сега. И има икс број на механизми и мислам дека цивилниот сектор ќе излезе со конкретни решенија во врска со тоа. Но без да се врати довербата на голем број на граѓани во институциите, мислам дека секое повикување на совранитет, на избори, на резултати, на глас, на удирање на градите врз основа на тој глас е патетичен, затоа што е добиен на начин кој според тоа што го слушаме, значи ја не сум тој што ги креирал, тие јас само ги слушам, кај нас ја минимизира довербата во целиот тој процес. Значи според мене треба се направи една демократска рамка за тоа што не очекува во иднина, една транзициона влада, преодна како ќе нарече, во која што нема да биде сигурно премиер ниту Груевски, ниту Заев. Второ, да се направи пред да влезат во парламентот, бидејќи таа мора да се изгласа, еден вид, ај сега да не го нарекувам рамковен договор, меѓутоа еден договор со неколку точки. Јавниот обвинител да си замине и да го поставува, ако може, опозицијата. Второ, јавниот сервис да се промени целосно, значи јавниот сервис, ова телевизија, Македонска радио телевизија, и исто така нека го предлага опозицијата, исто така. Медиумите, целосна слобода, бизнисот, целосна слобода. Но ова не е компромис. Ова зашто зборувате, ова се барањата на опозицијата. Ќе видиме до каде ќе дојде компромисот. Сега вие ни кажат да размислуваме, нели? Па до каде ќе биде компромисот, секој значи незадоволство на двете страни. Понатаму целосна независност на судството, за да може, но се поставува прашање кои се приоритетни прашања кои што ќе се решаваат. Мислам дека барем од она што во Брисел се чувме, бар знаеме нешто по некои канали, дека треба да се почне од помалку битните прашања, за да се дојде до најзначајните. Така што овие судските, кривичните работи веројатно ќе дојдат на крај. Најнапред ќе се бара политичка одговорност, а понатаму кој крал, тој ќе биде суден. И завршуваме со господинот Андов. Значи, кој е реално прифатливиот компромис во интерес на напредокот на државата? Што би можело да се смета? Јас мислам дека во сегашниот распоред на силите не е можен компромис. Не прифатлив, туку никаков компромис не е можен. Сега не е можно. И мислам и ако нешто се вика како компромис се постигне, тоа е кога да ги одложи работите, да се останат понатаму и да се заоструват. Тоа е многу опасно. Мислам оти претходен услов на сите овие идеи да се повлече Груевски и од владата и од партијата. Од политиката воопшто. Да, од партијата, функциите у партијата, па како граѓанин не може да му ништо приговориш. Тогаш се создават услови, ВМРО постои, има влада, оние имат владата, имат и собранието мнозинство и така натаму. Тогаш се можни преговори за компромис, тоест не компромис, него програм како да се обноват институциите, како да го продолжиме патот кон Европа и Европска унија и НАТО и како на тој пат да бидеме успешни. А од прво граѓаните да не се плашат од никого, да не се газат нивните основни човекови права. Но вие го повикувате лично премиерот да отстапи, што нема намера да го стори. Ќе видиме дали ќе нема или ќе има, тоа ќе почекаме. Многу што немале намера. Не мислам на тоа. Мислам на политичка одговорност мора да има на почеток. Моменталните политички ставови кај нас се докажале дека не се трајни, туку се дел од преговарачка и политичка стратегија. Ми имавме изјави и на
поранешната министерка за внатрешни работи 2 дена пред да даде оставка дека не дава оставка и тоа го стори. Така да тоа е дел од нивната преговарачка стратегија на целата политичка елита, не велам само на едната. Чаушеску пред да го... Добро, он беше зачуден. Беше човекот на Он беше и зачуден. најголемиот митинг. Господинот Стојан Андов, господинот Нано Ружин, Алберт Муслиу и господинот Тодор Петров, ви благодарам многу што бевте вечерва пред граѓаните на Република Македонија со навистина важни прашања да ги слушнеме вашите размислувања и сугестии како би можело да се излезе од оваа тешка ситуација. Она што е според мене најважното прашање е може ли да се изгради политички консензус за да се избегне она од што граѓаните најмногу стравуваат, а тоа е понатамошна злоупотреба на власта без оглед кој е на власт. Значи како да се обезбеди независност на законодавната, на извршната и судската власт и како да се врати довербата на граѓаните во институциите. Тоа го загатнавме во оваа емисија, затоа ќе зборуваме во следната емисија. Меѓу другото, секако нашите теми зависат од тоа што ќе се случува актуелно во наредните 2 недели. Ви благодарам на вниманието. Пишувајте ни, поставувајте ги вашите прашања на профилите на Отворено на Facebook и на Twitter и на телефонскиот број кој го гледате на дното од вашите екрани. Уште еднаш благодарам на вниманието и пријатна вечер.